735 упатства за практикување медицина заснована на докази. Врз основа на исти тематичните лекари ќе имаат задача да ги засноваат терапевските и диагностичките стратегии за секој поединечен пациент. Приватните лекари велат дека во истите постојат низ нејаснотии и затоа бараат средба со здравствените власти, со цел да се усогласат ставовите и ситематични лекари унифицирано да ја извршуваат својата работа. Има таму, ако имате некој, ако има воспален зглоб, да речеме, дека матичниот треба да направи интраартикуларна инекција, апликација и такви моменти, сметам дека има моменти и затоа сакам искрено на маса да седнеме да дискутираме, да го амортизираме стравот кој што постои кај сите доктори во моментов, како понатаму да работиме, а да не сгрешиме и како понатаму да работиме, да не се замериме со нашите пациенти. Имаме многу дилеми и моето излегување точно во тој контекст да седнеме, подитно ни треба средба со здравствените власти во која што партнерски ќе ги решиме, ќе ги надминеме, на членството ќе му дадеме одговори, а да знаеме правилно и унифицирано да постапуваме кон нашите пациенти, правилно да ги информираме и во ист момент да не направиме грешка во однос на тие протоколи. Со овие измени, сметаат од Министерството за здравство, сите пациенти ќе добиваат еднаков третман. Лекарите пак сметаат дека имаат доволно образование и искуство за да знаат како треба да постапат во одреден случај. За непочитување на упатствата, вели Чолакова Дервишова, постојат и санкции. За бронхит, последното кое што го читавме и го анализиравме, каде што е дадено амоксицилин од 750, доксицилин или познати народските вибрамицин од 150 мг, значи кај нас постои доксицилин од 100 мг. Потоа, значи во однос на третмани за да речеме течни столици кај дечиња, каде што 3 дена не треба да се даде антибиотик. Верувајте, нас со нашите пациенти кога ќе дојде загрижена мајка, многу тешко, значи ќе ни биде да ја кажеме 3 дена детето да го држиме на пробиотици и ние во државата немаме проблем. Значи јас многу често кажувам дека столбот на здравството на вистина, тоест примарното здравство, професионално си ја одработува работата. 99% ние сме доктори, дури 100% можам да кажам, кои што сме завршиле на Кирил и Методи, кои што сме учеле медицина, значи сето тоа и целокупната пракса, но ќе имаме, значи сметам дека ќе ни биде потребен малку подлог временски период да ги прилагодиме тие протоколи за Република Македонија и да си го информираме нашите пациенти на сите новини кои што следат и сите закони. Министерството за здравство со писмена реакција се огласи во однос на изјавата на претседателката на Сдруженијето на приватни лекари. Во истата се вели дека упатствата по својата суштина се насоки за лекување, но секој доктор може да отстапи од упатствата доколку смета дека за конкретниот пациент е поефикасно и побезбедно да се отстапи во одреден дел или во целост. Сепак, за самата отстапка треба да постои соодветна медицинска белешка, во зависност од состојбата на пациентот. Според тоа, кога се казнувањата во прашање, истите би постоеле само доколку отстапувањето е направено во отсуство на издржана аргументација која е документирана во медицинското досие на пациентот.